Добар ден, ученици, моето име е Бисера и јас сум наставник по англиски јазик во основното училиште Гоце Делчев од Неготино. Оваа видео лекција денеска има како наставна единица изработка на бинго картички со броеви. Оваа видео лекција е последователна на претходните две, односно на последните две кои сте ги гледале од мене, а тоа е за броевите од 1 до 10, како и за броевите од 11 до 20, па така сега со овие бинго картички ќе им најдеме примена на истите, односно на броевите. Најпрво би сакала да ја дефинирам таа бинго игра. Што значи? Односно, кога треба да извикаме бинго и што вклучува. Најпрво, придобивките да ги осознаеме од оваа игра. Help you learn and recognize the numbers. Ни помага да ги научиме и да ги препознаваме броевите. Препознавањето се однесува на она слуховно, бидејќи вие сте второ оделение, не знаете се уште да пишувате, меѓутоа знаеме да ги препознаваме преку слух и во пишана форма. Пишаната форма е изоставена во овие бинго картички. Keep you entertained, значи ве забавува. И точно е дека и наставникот и учениците се забавуваат уште повеќе, особено кога знаеме дека има една мала доза на надпреварување, меѓутоа без лутење, нормално, и се соодветни за било каква пригода, for any occasion. So you can do this game at a birthday party. Значи, оваа игра можете да ја вметнете и на некоја роденденска забава и ќе му дадете уште поголемо значење на славеникот. Што ќе ви треба најпрво за овие бинго картички? You will need a printer, ќе ви треба печатач, меѓутоа доколку не сте во можност со оваа опција, можете истите да се ги нацртате на некој потенок или потврд картон, во зависност од вашата желба, или пак на обичен лист хартија. Значи ќе ви треба хартија или картон, како што кажав, and scissors и ножички и ништо повеќе. И само желба за игра. Другарчиња, нормално, или братче или сестричка, доколку сте на иста возраст и двајцата ги знаете тие броеви од 1 до 10. Ова е изгледот на бинго картичката. Значи, ова бинго картичка треба секој од играчите да ја има пред себе. Значи, во оваа игра еден кажува број, а другиот, односно тие што имаат пред нив бинго картички, ги препознаваат тие броеви слуховно и ги одбележуваат на бинго картичката. Значи, тоа би изгледало вака. Значи, сега, кои се тие други картички другиот кој ги извикува броевите треба да ги има се овие. Значи, и овие ќе ги исечете или можете да ги селектирате, да ги ставите во една мала кошничка, влечете еден број, например, доколку тоа е бројот 3, free. Едниот ученик извикува free, другиот што ја има бинго картичката го маркира бројот вака, го одбележува, или пак ги користи овие крупчиња, ќе си ги исечете и го покрива тој број. Значи, или користете едноставно пенкало, маркер, за да ги одбележите броевите што ги слушате, или ги користите овие крупчиња, боја ќе си одберете, или можете да си ги нацртате, да си ги обоете како што реков, се со цел да извикаме бинго. Кога можеме да извикаме бинго? Кога тој што ги кажува броевите, ако сега каже 1, значи во ниту еден случај не е вака во иста хоризонтала. Потоа каже 5, па 0, или каже 4, сега веќе имаме бинго. Доколку ова ви е тешко, односно се некои ученици што се помали, бидејќи може и учениците од прво оделение да го играат, може и да одите со тоа додека не ги одбележите сите броеви, па извикате бинго. Значи, вака треба еден ред да ви е исполнет за да викнете бинго. Значи 5 to 1, 1 0 10, 5 0 4, 9 0 6, 2 0 3. Значи, додека немате ред, или хоризонтално или диагонално,
не може да извикате бинго. Значи ви се потребни тие работи. Бинго картичката, да слушате убаво и да ги маркирате со пенкало или пак со овие кругчиња. Значи, примената на оваа игра, односно придобивките од оваа бинго игра, е тоа што ги повторуваме броевите од 1 до 10. Ова може да го направите и со буквите од англиската азбука. Може да го направите и со вокабулар од одредена тема, например храна или пак облека, додека не ги исполните сите тие во ред облеки или пак храни и да извикате бинго. Значи, многу забавен начин да играте, како и да ги применувате и разбирате броевите. Значи, вклучува пар од учесници, дома или пак сега можете да се поврзете преку на кој начин комуницирате со вашите другарчиња, па да го играте ова онлайн, значи не е воопшто тешко. Јас ви благодарам за вниманието. Овој файл ќе го добиете, односно запис од документ за печатење, ќе го добиете заедно со објавата од оваа видео лекција. Thank you for your attention. See you soon.